Во изминатите 20 години повеќе автобуски несреќи се случија на патиштата во балканските земји. Без преседан, со 45 жртви, најголема е вчерашната на македонскиот автобус во Бугарија, но малата анализа потврдува дека сите останати биле со тешки последици и трауми. Црната сообраќајна статистика на патиштата е неодменлива, но сообраќајни несреќи со потреси како вчерашната имаат трајна тежина и место во колективната народна меморија. Освен последната, долго паметење обезбедија и несреќите на следните места. Минатата година 11 работници од Бугарија смртно настрадаа додека биле транспортирани на своите работни места. Возачот претекнувал на забрането место, а подоцна се утврдило дека автобусот бил речиси комплетно неисправен. Ниту бил регистриран, ниту кочниците биле соодветно ефикасни. На 25 јули 2002 10 лица загинаа во автобус во несреќа која се случи точно на границата помеѓу Црна Гора и Косово. Автобусот бил полн со летувалци кои се враќале од Улцин, но автобусот во 5 часот наутро излетал од патот и завршил во провалија. 8 години подоцна, на 22 февруари 2010 косовски автобус повторно предизвика трагедија во која на лице место животите ги загубија 6 лица. Автобусот се обраќал на релацијата Косово-Германија, а несреќата се случила близу Виена, каде возачот предизвикал судир со уште 2 камиони. На 23 јуни 2013 животите на пат во Црна Гора ги оставиле 18 државјани на Романија. Сите тие се жртви на возачка грешка, бидејќи автобусот излетал од магистралниот пат меѓу Подгорица и Колашин. Брзината била двојно поголема од дозволената. Пред вчерашната, последната од оваа низа на несреќи, повторно е сврзана со Косово. Таа се случи на 14 октомври во Албанија, каде на екскурзија биле матуранти. 15 од нив дома беа вратени во ковчези. Севкупно во овие несреќи загинале над 100 лица, што е убедливо најголем европски просек на загинати во однос на бројот на сообраќајки.